Дауновиот синдром представува облик на хромозомопатија, односно грешка во комбинацијата на хромозомите во 21 пар на хромозоми, која настанува при клеточната делба на новиот плод. При делбата на двата хромозома од едниот родител и двата хромозома од другиот родител, наместо во плодот да се појават два хромозома, се појавуваат три. Оттаму значи дека Дауновиот синдром не е болест. Ова е една генетска хромозомска состојба која што се случува без никаква вина на родителите, без никаква причина и никој во светот, ни еден многу умен, стручен доктор уште не разбрал зошто тоа се случува. Меѓутоа во Македонија има семејства кои што и ден денес живеат со мислата дека тие направиле нешто во бременоста, дека мајката добила температура и ете што му се случи на детето. За жал, бидејќи немаме вистински генетски консултативни тимови кои што ќе работат со семејството уште во првите месеци во неонаталниот период. Лицата со Даунов синдром имаат потешкоти во когнитивниот развој, но тоа не значи дека треба да бидат маргинализирани и да водат асоцијален живот. Многу пати се има докажано дека овие луѓе се способни да имаат самостоен живот. Моменталната борба ни е да ги убедиме останатите родители да излезат со своите деца во јавност, затоа што кај нас се уште постои стравот и срамот со тие лица да се излегува надвор. Ние сме само доказ дека доколку излегуваат, може да се успее. Коста е моментално вработен во градската библиотека, значи тој е описменет, има безброј квалитети, ја мислам дека и останатите лица ги имаат тие квалитети, видовте и сами со Бети тука, само треба да ги стакнеме. Значи нашата борба е да ги пропагираме. Иако некои од физичките недостатоци не можат да бидат надминати, соодветното образование и грижа може да го подобри квалитетот на животот кај овие луѓе.